Комуналното предпријатие Водовод, како и во претходните, и оваа година ќе набавува струја од слободниот пазар, за да може нормално да извршува дејноста. Набавката се однесува за втората половина од оваа и првите 6 месеци од наредната година. Јавниот повик за набавка на струјата е веќе објавен, а според актуелната цена на чинење на 1 киловат се планира да се потрошат 49 милиони и 200 илјади денари или околу 800 илјади евра. Рокот на јавниот повик за набавката трае до 9 јуни, а според техничката спецификација се планира во овој период да се потрошат околу 6000 мегават часови електрична енергија. Во споредба со изминатите 12 месеци, тоа е приближно на исто ниво. Најголеми потреби за струја во Водовод, во просек по околу 580 мегават часови, се предвидени за месеците јули и август годинава, како и јануари и февруари идната година. Во останатиот период, потрошувачката е нешто поизедначена и просечно се движи над 450 мегават часови. Во спецификацијата на јавниот повик е нагласено дека комуналното предпријатие Водовод има фотоволтаична централа за производство на струја што се наоѓа во пречистителната станица за отпадни води во Мојанци. Таму се добиваат 700 мегават часови, а потрошувачката е околу 400 мегавати. Понудувачот на струја што ќе биде избран на повикот ќе има обврска да го откупува вишокот од 300 мегавати и тоа по цена што е пониска за 30% од онаа што ќе ја купува комуналното предпријатие. Предпријатието излегува на слободен пазар на електрична енергија откако се најде на листата на мали потрошувачи, каде потрошувачката на струја е поголема од 100 мегавати, со што се губи статусот на тарифен потрошувач. Минатата година Водовод имаше потешкоти со подмирувањето на трошоците за струја кон снабдувачот Energy Delivery Solutions од Скопје, со кој тешко одеше договарањето за одложено плаќање на заостанатиот долг на електрична енергија на рати. Тогаш менаџерскиот тим на Кочанското комунално предпријатие очекуваше Energy Delivery Solutions да овозможи заостанатите обврски да се плаќаат на рати. Во истиот период просториите во управната зграда и другите објекти на работните единици на Водовод останаа исклучени од електричната мрежа. Полагањето на матурскиот испит за средношколците во целата држава, што е закажано за 27 мај, е доведено во прашање и постои дилема дали терминот ќе се одложи. Причина за тоа е штрајкот на вработените во државниот испитен центар. Според последните информации, синдикатот на Државниот испитен центар не го прифатил предлог решението што го понудила владата и Министерството за образование. При тоа, решено е да се продолжи со штрајкот, што веќе трае повеќе од 2 недели. При тоа, на вработените во Државниот испитен центар им било понудено да им се исплати К15 и линеарно покачување од 2000 денари на платите за половина од вработените. Ваквата понуда била одбиена од синдикатот на Државниот испитен центар. Со тоа се става под прашање одржувањето на првиот испит од државната матура и се создава дополнителна нервоза кај матурантите. Иако Сојузот на средношколци претходно побара да се најде решение за проблемот, а терминот за полагање на матурата да се помести неколку денови, сепак последната одлука на синдикатот за продолжување на штрајкот ги става во неизвестност, особено оние матуранти кои планираат образованието да го продолжат во странство, каде датумите за запишување на факултетите се веќе дефинирани. Во оваа училишна година, по 2 години онлайн настава поради ковид пандемијата, учениците конечно се вратија во училишните клупи, но образовниот процес постојано беше прекинуван со штрајкови на наставниците и професорите, како и со лажни дојави за поставени бомби. Имајќи го предвид сето тоа, евентуалното одлагање на полагањето на државната матура дополнително ќе им наштети на матурантите и нивниот успех, како и планираното запишување на некоја од високошколските установи во земјата или странство. Новиот планинарски дом на Пониква се уште не е ставен во функција, иако градежните работи завршија пред околу 2 години. Причина за тоа е што објектот не е опремен со потребниот мебел, со што практично не може да се користи. Со оглед што е во надлежност на локалната самоуправа на Кочани, а профункционирањето се очекуваше во текот на оваа година, беше изготвен финансиски план за набавка на мебел. За оваа намена од општинската буџетска сметка
беше предвидено да се потрошат околу 850.000 денари. Според планот за јавни набавки, во очекување беше постапката да се реализира во текот на февруари, но тоа не се случи. Во јавноста во меѓувреме протекоа непотврдени информации дека инсталацијата за парно затоплување во внатрешноста има сериозен дефект, поради што уште пред да почне да се користи, ќе мора да се инвестираат дополнителни средства за поправка. Веројатно тоа е една од причините зошто објектот се уште не е ставен во функција за потребите на планинарите и другите сродни здруженија. Инаку изградбата на планинарскиот дом на Пониква почна во средината на 2020 година во рамки на проектот Планински велосипедски рај, што беше финансиран од ИПА-2 доверителскиот фонд на Европската Унија, а се администрираше од страна на Светска банка. Домот е изграден врз основа на поранешен воен објект, а во него се сместени подрум со печка за парно грејење на пелети, заедничка просторија за дневен престој, а во подкровието планирани се 28 легла во двокреветни и трикреветни соби. Во објектот е вградена и ПВЦ браварија со термопан стакло, подовите се обработени со керамички плочки, а објектот веќе има надворешна и внатрешна термичка изолација. Првоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче изгубија дел од имињата на нивните бисти во паркот на револуцијата. Поединечна граѓанска неодговорност и намерно уништување на надписите на споменобележјата е причина за колективен јавен срам поради непочитување на историското минато. Буквите од името на Раде се насилно отстранети и расфрлани на плочникот пред бистата, а почнато, но недовршено останало оштетувањето на името на неговиот соборец. Уште полоша е состојбата со посветата за ликот и делото на двајцата револуционери, што ја напиша македонскиот поет Србо Ивановски. Од надписот веќе недостасуваат цели зборови, така што веќе не може ни да се разбере пораката што е оставена за новите генерации кои многу децении по загинувањето на Љупчо и Раде живеат во слобода, за која тие го дале и својот живот. Вандализирањето на споменобележјето почна веднаш по неговото обновување, па наместо светилките што во почетокот ги осветлуваа бистите на хероите, денес се останати само електричните жици, што опасно и заканувачки дзиркаат од мермерните плочи. Уништувањето на надписите со имињата е ново, а време е конечно да запре. Ако не со самосвест и почит кон загинатите, тогаш со соодветни казнени мерки и санкции од надлежните кои се живи. И секако, што побрзо да се поправи она што е уништено, за да го скриеме јавниот срам од домашната негрижа пред гостите од страна. Центарот за култура Бели Мугри е домаќин и организатор на дводневен семинар и работилница, на кои младите од Кочани ќе ги проучуваат карактеристиките и начинот на изработка на народниот инструмент тамбура. Работилницата е дел од проект што трета година се реализира во соработка со Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Стручни предавачи се професорите Родна Величковска и Стојанче Костов, како и авторот на проектот Драги Атанасов од Кочанскиот центар за култура. На отворањето на работилницата беше истакнато дека е задоволство да се види дека во Кочани има млади луѓе кои се заинтересирани за традиционалните фолклорни инструменти. Она што го работи ансамблот за фолклор Мугри при Центарот за култура придонесува неговите членови да постигнуваат успеси и да освојуваат награди на реномирани фестивали. Потврда за тоа е што минатата година на фестивалот Пеце Атанасовски во Долнени млад член на овој ансамбл ја освоил престижната награда Гајдата на Пеце. Предходно раководителот Драги Атанасов го доби специјалното гран-при за едукатор на младите. Целта и смислата на овој проект на овој настан е презентирање и одблизу запознавање на помладата генерација или помладата публика кои помалку знаат за овој вид инструмент или некои скоро и не го познаваат како таков. Имаме покането гости од Институтот за фолклор, во својство на предавачи, етнолози, доктори, кои ќе ни образложат се каде се користат овие инструменти и која е нивната намера. Имаме некој интерес, еви ова нека биде како апел, младите да се занимаваат со овој вид инструмент, бидејќи нуди прекрасни можности.
На првиот ден од работилницата се одржа стручно предавање со представување на составните делови и функционалноста на тамбурата, а по воспоставените теориски знаења, вториот ден ќе се реализира практична работа со инструментот. Семинарот и работилницата за изучување тамбура е подржан од страна на Министерството за култура како проект од национален интерес за културата.